Да, се враќаме во студиото, како што најавивме, тука е Славица Јанкова од Македонското здружение за заштита при работа. Јанкова, добро дојдовте во студио 10. Добро ве најдов, благодарам за поканата. Вие вчера го презентиравте годишниот извештај на несреќи при работа за 2024 година, смртни случаи, повреди и несреќи при работа. Така е насловено. Па како за почеток генерално, што покажува извештајот? Прво мал вовед. Вчера беше 28 април, Светски ден за безбедност и здравје при работа и Македонското здружение традиционално, освен што се приклучува во промовирање на кампањата на Меѓународната организација на труд, го изготвува овој годишен извештај за несреќи и повреди при работа. Морам да напоменам дека сите податоци се преземени од објавите во медиумите. Извештај за 2024 година покажува дека и во 2024 имаме работници кои што го загубиле својот живот на работното место, 17 е бројот, и 116 повреди при работа. Споредбено со 2023 година имаме мал пораз во податоците. 23 имавме 15 несреќни случаи. Меѓутоа, споредбено со извештаите на Државниот инспекторат на труд и Институтот за јавно здравје, овие бројки се во голема разлика. Во Институтот за јавно здравје, која што е и одговорна институција која што треба да ги прибира овие податоци, нула е податокот за загинати работници, а во извештајот на Државниот инспекторат 13. Токму тоа е и целта за подготовка на овој извештај. Идејата е да Македонското здружение за заштита при работа уште од 2008 година почнува со оваа идеја за подготовка на извештајот. Целта ни е да укажеме дека во државата ние немаме систем за евиденција на повреди и несреќи при работа, ниту па во овој извештај се евидентирани професионалните заболувања кои што потекнуваат од самата работа. Значи, подитно ни се потребни измени, законски измени, со кои што ќе може да се воведа ЕСАФ методологијата, таа е европска методологија по која што се вршат класификација на повредите по денови во годината, по дејности, по возраст и така натаму. Оно што сметаме дека нема да заврши ако се креира само системот, уште едната алка која што ни недостасува, немаме анализа на овие повреди несреќи при работа. Без разлика дали ги земете податоците од нашиот извештај или Државниот институт и Институтот за јавно здравје. Ние никогаш не сме добиле податок која е причината зашто настанале овие несреќи повреди при работа. А тоа ни е потребно за да не ги повторуваме грешките, ја се извинам. 18 години во Македонија од 2007 година Законот за безбедност и здравје при работа е усогласен со Европската директива. Меѓутоа, се уште ние броиме несреќни случаи, броиме смртни случаи, броиме повреди, не знаеме која е причината зашто ни се случуваат. Самата безбедност и здравје при работа како наука традиционално гледа да се превенираат несреќите и повредите при работа, а не да ги санираме од кога нешто ќе ни се случи. Да, како што и вие самата укажавте, немаме централен регистар каде што би се евидентирале овие несреќи, каде што би се водела таков начин на статистика, па вие сте морале сами да истражувате фактички од медиумите, како што велите. Дали имаме одговор која е причината, зошто Институтот за јавно здравје не ги води овие несреќи, смртни случаи, загинување на работно место, зашто не ги регистрира, туку ги регистрира само инспекторатот, дали се работи за различна методологија во Институтот за јавно здравје, каде што тие не ги евидентираат на таков начин, или која е причината, имаме ли одговор за тоа? Повторно е тоа системска грешка. Значи, сите настанати повреди несреќи при работа, според законот или начинот на пријавување на повредите, прво стигаат информациите до Државниот инспекторат за труд. Меѓутоа, тука ни недостасува, значи, тој систем на поврзаност или неинформираност или несподелување на информациите меѓуинституционално. Искрено, јас не можам да дадам одговор зашто Институтот за јавно здравје после толку години не ги прибира податоците, меѓутоа затоа ја предочуваме ситуацијата каква што ни е на терен. Затоа укажуваме, бараме и ние решение, односно предочуваме до надлежните институции дека ова ни е потребно. Да, добро. Ајде да видиме малку во извештајот. Значи, извештајот е поделен на сектори, на делови. Еден е несреќи според дејности.
Што покажува ова, дали според претпоставките градежништвото е дејност каде што имаме најмногу несреќи или не? Да, во јавноста секогаш градежништвото е дејност која што имаме најмногу несреќи затоа што таму се и најфатални, нели пат од висина или пат на материјали и слично. И обично се тоа несреќи кои што се случуваат во градските средини, па веднаш се известува, се слуша, се пренесува информацијата. Меѓутоа години наназад, според нашиот извештај, најголем број на несреќи имаме во земјоделието. И тоа се по делот на дејности што спаѓаат за домаќинство. Многу фамилии во руралните средини произведуваат и работат нели за лична потреба и оние несреќи кои што секојдневно, да речам, секојдневно се слушаат дека е настаната несреќа со трактор, комбај при превозување и тоа е несреќа при работа кој што до сега ние како податок ги прибираме од билтенот на МВР затоа што се евидентираат како сообраќајни несреќи. Инаку, за оваа година, најголемиот број во нашиот извештај според дејности се случајни несреќи во јавната управа и одбраната. Тука спаѓаат нели работите, надворешните работи, работи за обезбедување, осигурување, оние случаи што беа со повредени, загинати полицајци, пожарникари, сите тие се во оваа дејност. Потоа следи градежништвото, се извинав, втора е преработувачката индустрија, трета е градежништвото и потоа земјоделието и така натаму. Да, еве ги гледам сега повреди и смртни случаи според градови, каде што можеби ова се совпаѓа со вашата анализа, каде што еве имаме градови од натрешноста каде што имаме зголемен број на инциденции, да речеме, на повреди и смртни случаи, веројатно е поврзано најмногу со ова што го зборувате за земјоделието. Да, нашите сознанија се такви и тврдиме дека тоа така и со годините наназад и може и да ги, мислам, објавите што се за несреќите само како случај на несреќа сите покажуваат дека е тоа во земјоделието. Меѓутоа во овој извештај и многу често се поставува прашањето кои се генерално причините кои што се настанати. Ние тука повторно кажувам не можеме да дојдеме до причините затоа што објавата е дека се случила несреќа заради извршување на работни задачи. И никаде не можеме да го добиеме податокот која е причината. Тоа е и потребата што недостасува во нашата земја. Да, тоа е уште еден доказ за тоа што немаме унифициран систем, што немаме единствена методологија, па како што вие самата велите, вие сега овие случаи каде што е загинување со комбајн или трактор, Министерството за внатрешни работи ги води како сообраќајна несреќа, додека они извршувале работа. Тоа е уште еден доказ дека ни е потребен таков регистр. Значи, тука сум кај причинителите на несреќа, каде што вие сега само што кажавте дека е тешко да се утврдат причините поради недостаток на информација, така. Да, добро. Потоа одиме на ова, имате од тука една интересна статистика каде што е поделба на несреќи по денови и месеци. Што покажува тука статистиката? Според месеци најмногу несреќи се случила во јануари, па потоа имаме едно намалување, па се повторуваат во октомври, значи втората половина на годината, после годишните одмори, нели? А според денови, вторник е денот кој што најмногу несреќи при работа ни се случила, потоа следат четврток и петок. Дали месеците имаат некаква улога, можеби временските услови, временски прилики, лизгаво? Па да, веројатно дека согласно нашите податоци, токму така, месеците имаат оваа година и не е случај да во претходните години имаме па и многу во летните месеци, кога добиваме препораки од државните институции како не треба да се работи нели на отворено, меѓутоа и во тој дел не е уредена областа. Ние немаме правилник, се уште не е уредено што значи да се работи на високи и ниски температури. Само се даваат препораки и сега тука е оставено отворено на работодавачите или на совеста на работниците како ќе се однесуваат кога работат на отворено во зимски или во летни услови. Ние имавме случаи, кога зборуваме за тие препораки, особено со актуелни во време на лето, кога се оние жешки летни месеци, кога владата дава препораки, па имавме случаи кога се работеше дури и на државни објекти, каде што се изведуваат градежни работи, се продолжуваше со работа и ако самата влада даваше такви препораки, да не зборуваме за тоа дека
не често, туку еве сега да излеземе на улица, ќе видиме на некој градежен објект како се работи без шлемови, без заштитни кациги, без заштитна опрема, инаку шлемовите се само она што го гледаме, тука се и заштитни кондури, заштитни чизми, панталони, ракавици и така натаму. Таа состојба ми се чини обстојува и тука главна причина мора да се бара во инспекторатот. Видете, на законот постои законска рамка во Македонија. Значи постојат подзаконски акти, правилници и тој се спроведува. Меѓутоа, начинот на контрола на спроведувањето, недостасуваат механизми да се контролираат, да се недостасува исто така механизам за контрола на одговорности, како што рековте, надлежните институции, стручните лица, самите работодавачи, во многу случаи самите работници, затоа што не се информирани, не се запознаени со ризиците на работното место, не се запознаени со препораките кои што треба да се испечитуваат, прават грешки. Значи, тоа е уште еден момент кој што недостасува во нашата земја. Ние немаме механизми да се контролира како се спроведува законот, докаде сме во спроведувањето, немаме надзор соодветен, како што рековте. Едно што сакам да напоменам, што постојано ние го потенцираме како здружение, личната заштитна опрема, да, по тоа се познава безбедноста и здравјето при работа, меѓутоа тоа е последен елемент во пирамидата за безбедноста и здравјето при работа. Тука треба да се искористат претходно консултации со стручните лица, односно да се ангажираат стручни лица, постојат инженерски мерки. Сето тоа треба прво да ги предочи сите ризици, да се предвидат мерки, да се посочи на работодавачот како треба да се имплементират и во крајен случај имаме дејности од висок ризик, кај што не може да се минимизира скроз ризикот, тука се користи веќе лична заштитна опрема. Значи се работи на превентива ризикот или целосно да се отстрани онаму каде што може, или да се намали веројатноста дека ќе се спречи некоја несреќа при работа или повреда. Има еден момент за кој можеби не се збори толку многу, кога зборуваме за заштита при работа, не само на градежните објекти кои ни се визуелно видливи, имаме и фабрики, имаме погодни, каде што не ги гледаме работниците, но од прилика каде што нешто слично се случува, а тоа е дека тоа е се на некој начин поврзано со економската активност. Значи, тоа се претежно големи компании кои вработуваат многу луѓе, кои при тоа плаќаат многу придонеси, многу даноци и стопирањето на тие компании логично ќе има влијание и врз економската активност. Но тоа од друга страна се судрува со заштитата при работа, со здравје, со самото физичко здравје на граѓаните. И тука ми се чини дека тука институциите свесно или несвесно прават компромис со здравјето на работниците. Вака, прво економската состојба или претходните години и пол зборувавме дека економската криза нели не го наметна она што ни се случува, меѓутоа тоа не треба да биде причина или оправдување за сите нас зашто ни се случува безбедност и здравјето при работа. Работодавачите треба да сватат дека безбедност и здравјето при работа не е луксус, ниту е трошак. Тие инвестираат, односно таа е можност работникот на своето работно место да работи на начин на кој што неговото здравје нема да биде загрозено, животот нема да му биде во опасност и само таков работник може да биде мотивиран и да биде со зголемена продуктивност за да може да продолжи неговиот процес. Од друга страна, националната култура за безбедност и здравје при работа е единствена каде се почитува безбедност и здравјето при работа на сите нивоа. Значи тука треба владата, надлежните институции, работниците, работодавачите, граѓанскиот сектор активно да учествуваат во подигнување на јавната свест и на центар да биде столбот на превенција. Нормално, според дефинирани правила, должности, обврски и сите во делот во кој што се надлежни. Само така заедно, во заедничка соработка, па и самата дефиниција на поимот соработка вели дека треба заедно да работиме, само така можеме да напредуваме и да постигнуваме резултати. Да, а добро, какви се вашите искуства, бидејќи вашето здружение постои прилично одамна? Какви се вашите искуства во однос на комуникацијата со институциите? Можам да кажам дека имаме коректна соработка.
Имавме многу промени во текот, особено на последните години имаше промени нели во политички структури, промени на ингеренции. Еве сега повторно имаме во последниве 11 месеци промена оваа област од Министерството, надлежно беше Министерството за труд и социјална политика, сега се префрла под Министерство за економија. Значи имаме многу турбуленции, после тоа ни се случи пандемијата ковид, повторно бевме неспремни како да реагираме во тоа време. Почна да се изработува еден нацрт закон, застана, повторно ќе кажам беше спречено заради пандемијата, па после пандемијата повторно се формира некои работни групи, па имаше промена на министри, промена на клучните актери во оваа област. И повторно ни застанаа работите. Не велиме дека тоа е причина и некако можам да кажам дека нас како граѓански сектор, надлежните институции барем до сега не гледаа како партнер. Веќе во современите општества, граѓанското општество, особено што ние како Македонско здружение сме струково насочена организација која што работи единствено во областа на безбедност и здраве при работа и од тука бараме чисто да бидат прифатени нашите, мислам не мора да бидат прифатени во позитива, меѓутоа да бидеме вклучени во работни групи. Ние тоа и сами го организираме, го правиме. Имаме поднесувано многу иницијативи, предлози, затоа што Македонското здружение за заштита при работа, освен што работи на национално ниво, ние сме активни и можам да кажам сме лидери и координатори во целиот ИПА регион. Да, добро. Ајде уште малку да продолжиме и со извештајот, па и ќе уфрлиме и други поенти, се разбира. Дојдовме до несреќи по возраст. Што покажува тука статистиката? Дали би било она што е логично дека повозрастни луѓе имаат повеќе несреќи или не? Во извештај, па и во годините наназад, значи најмногу несреќи при работа има во категоријата од 34 до 44 години, па потоа следат повозрастните од 55 до 65. Тука ние предочуваме дека сепак станува првично за неисполнување на мерките и за неинформираност на самите вработени. Не се доволно информирани, немаат соодветна обука, можеби самите од страво дека ќе го изгубат работното место, можеби самите презимаат некоја иницијатива да доработат или да завршат некоја работна активност. Презимаат непотребен ризик. Непотребен ризик, ама тоа повторно се врзува на тоа дека тие не се запознаени. Морам да кажам дека од нашите истражувања и анализи до сега во соработка и со синдикатите и самостојно што ги правиме, работниците не се ги знаат своите права. Во законот има добро дефинирано и точно дека секој работник има право да одбие работа доколку смета дека му е загрозено здравието и животот на таа работна задача која што му е доделена. Исто така и во поблиската околина, ако смета дека неговите колеги се загрозени, може да реагира и да одбие работа. Да, добро. Еве кога сме кај ова прашање дека работниците не си ги знаат доволно своите права и обврски во однос на безбедност на работа, што е тоа? Кои се основните обврски на работодавачот што треба да ги исполни во однос на Законот за заштита на безбедност и здравје при работа и што представува проценка на ризик која треба да се направи? Значи, токму така почнува нели обврската на работодавачот. Прво треба да склучи договор со овластено лице кое што е овластено од Министерството за извршување на работи од областа на безбедност и здравје при работа. Потоа треба да се отпочне процесот за подготовка на проценката на ризик. Во проценката на ризик лицето кое што е ангажирано, правното лице и физичките стручни лица, тие треба да имаат прво детектирање нели на опасностите и ризиците кои што се на тие работни места кои што се на самиот работодавач. Значи проценката на ризик се прави и е врзана со конкретното работно место. Не може да биде тоа генерално дека проценката
проценка на ризик во градежништвото е проценка на ризик во градежништвото или во останатите индустрии така натаму. Значи стручното лице во соработка со работодавачот и со одговорни лица внатре од процесот треба да направи мониторинг на целата состојба, потоа треба да се направи интервју со вработените. Вработените најдобро ги познаваат нели моменталните опасности, ризици, начинот на изработувањето, на извршувањето на своите работни задачи. Тука спаѓаат обуките за безбедност и здраве при работа, согласно работните задачи, тука спаѓаат лекарските прегледи, кои што така се важна карика. Значи самата спроведување на законот на безбедност и здраве при работа, работодавачите треба да ја доверат на тим, стручните лица за безбедност при работа, одговорно лица и вработените од компанијата, доколку има синдикален представник, а мора да има представник на вработените и лекарите по медицина на труд. Добро. Во поглед на ќе се вратиме на тоа уште еднаш. Ајде да видиме за заклучокот, за да го затвориме на некој начин извештајот. Што е заклучокот и кои се вашите препораки? Само да се надоврзам, го изостави во претходното прашање, кога станува збор за нели поделбата по пол. Да. Во 2024 година сите смртни случаи се кај машката популација. Имаме 8 повреди, чинам бјас, кај женските. Повторно ќе кажам, во самиот заклучок ние велиме дека овие бројки не сакаме да бидат статистика. Сакаме да работиме на превенција, да се превенираат работите, не да работиме на санирање. Повторно укажуваме дека ни е подитно потребна ЕСАФ методологијата да се воведа и на крај сакаме да веруваме дека од следните години веќе нема да имаме несреќи при работа, нема да ги броиме, нема да ги впишуваме овие бројки, затоа што безбедноста и здравјето при работа не може да биде само статистика, ова не може да биде статистички грешки, ние треба да секој од нас да си преземе одговорност за настанатата ситуација, само така ќе можеме да напреднеме и да ги подобриме условите за работа. Сакам уште да кажам дека согласно 28 светскиот ден за безбедност при работа, освен што се промовираат кампањите на светско ниво, овој ден е и комеморативен и е посветен во чест на сите оние кои што ги загубиле своите животи на работното место. Па така ние, почнувајќи од 2019 година, започнавме како здружение една иницијатива, садиме садници во чест на сите оние кои што ги загубиле своите животи. Оваа година засадивме 17 садници и нашата идеја и цела понатаму во наредните години да не садиме, односно да го креираме најмалиот парк на светот. Да. Добро, и за крај не ве прашав во однос на казните. Кои се казните за работодавачите? Имаме ли таква некаква статистика или информации кога имаме смртни случаи? Да, законот ги опфаќа и тие и казните за работодавачите согласно нели извештајот на инспекцијските надзори. Тие се наведени во законот. Меѓутоа, да не биде сега грубо, дали постои некоја паричен надоме за сето што може да му се случи на работникот. Ние сакаме, не сме поборници да бидат работодавачите и работниците казнати, меѓутоа сакаме да се смени мислењето дека, знаете како имаме, ни се чини дека секој еден од нас, зборам за уцелина, секогаш тргнуваме од тоа, нема нас да ни се случи. Поборници сме на тоа да градиме превенција, да учиме од настанатите грешки. Многу е доцна кога зборуваме дека нешто треба да санираме. Јас ја поддржувам идејата што морам и да признам дека години наназад, јас сум 18 години во здруженијето, многу често, многу ретко добивавме покани од вас медиуми, така вас е сега тоа напреднато, говорите за овие теми, меѓутоа би сакале да ви укажеме дека треба почесто да се зборува, ако сакаме да подигнеме јавната свест, не само овие два генерално главни дена од безбедност и здравјето при работа, 28 април и последната недела во октомври, кога ја одбележуваме Европската недела. Или кога, не дај Боже, има некој смртен случај. Да, и тоа е уште еден момент. Да, сите вие известувате како ги добивате информациите. Меѓутоа,
до сега не сме виделе понатаму да некој ја продолжи приказната. Не сме добила резултат кој е исходот, дали некој направил истражувања. Сметаме дека токму со вас медиумите можеме да го продолжиме тоа. Ние имавме во изминатите 2 години, тоа се јавно објавени и беа промовирани. Имаме направено мали видео спотови кои што опфаќаат повеќе индустријски дејности, каде што луѓето и не ги сметаат за повреда или несреќа при работа кога ќе слушнеме. Еве една за жал морам да споменам несреќата во Кочани. Сите музичари, сите членови на групата, тоа се несреќа при работа затоа што извршувале работна задача. Сите спортисти кои што нели од здравствени причини или на друг начин загинуваат, тие извршуваат. Тоа е нивното занимање, тоа е нивната работна задача. Глумците, вие новинарите, во сите дејности, нема дејност кај што не постои ризик. Меѓутоа можеме да спречиме, можеме да минимизираме или можеме целосно да го отстраниме тој ризик. Да, се разбира и тоа ни е на сите заеднички интенции, заедничка желба. Еве, оваа година статистиката да биде што попозитивна, да имаме што помалку несреќи, што помалку повреди, што помалку смртни исходи. Славица Јанкова, ви благодарам на гостувањето. Благодарам.